Бројот на правачиња во Источна Македонија покажува дека алармантна состојбата со иселувањето на населението. Во сите основни училишта од 1 септември во училишните клупи ќе седнат помал број на правооделенци во споредба со минатите години. Податоците на штипските основни училишта покажуваат дека се запишани помалку 120 правачиња. Над 500 ученици имавме добиено податоци дека треба да се запишат во основните училишта. Меѓутоа, тоа се податоци кои што покажуваат само народени дечиња, без да имаме податоци каде се, дали се одселени, дали се уште живеат во општина Штип. Меѓутоа, можеби имаме ученици кои што се одселени во другите општини, можеби надвор од државата, така да тие податоци се првични кои што им се показател на основните училишта. И во останатите општини од истокот бројката на правачиња е намалена за 20 или 100, но општините сметаат дека ова не се конечните бројки, бидејќи родителите кои заминуваат на сезонска работа по македонските ниви, своите деца ги запишуваат на почетокот на новата учебна година. Училиштата подолго време бараат од Министерството за образование да се намали законскиот минимум за формирање на паралелки. Министерката Десковска најави дека реформи ќе има во основното образование. Паралелно со намалувањето на бројот на предметите, ќе одат и одлуки за намалување на бројот на ученици во паралелките, со цел да не се појави вишок на наставници, но исто така и полесно да се остварува образовната дејност во училиштата. Додека се донесат законските измени, основните и средни училишта од истокот доставуваат барања до советите на општините за да формираат паралелки со помал број на ученици. Овие постапки веќе ги почнаа штипските училишта. Десетина години наназад, бројките на запишани ученици во основните и средни училишта се поразителни. Засега економско-социјалните мерки не можеа да го стопираат процесот на иселување на населението од овој регион.